Елиезер, за патот, за вистината, за живот. Почитувани, започнува ново издание на Елиезер. Го започнувам со следното прашање упатено до вас. Колку често стравот е присутен во вашиот живот? Дали секојдневно? Може би од време на време? Сте размислувале ли за стравот? Како се појави стравот на земјата? Во ова издание одговараме токму на ова прашање и го започнуваме, но и го завршуваме со мислата одбивам да се плашам. If the Lord is for you, who could be against you? He's your defender at all times. If the Lord is for you, who could be against you? He is your defender on all sides. If the Lord is for you, who could be against you? He's your defender on all sides. Oh, if the Lord is for you, who could be against you? He is your defender on all sides. Oh, you're the great defender. You're the great strong tower. You're our protector on all sides. Oh, Jesus, we thank you for your salvation. We thank you for your truth. We thank you that you defend your children, your beloved ones. You're the defender. You're the defender. You're the defender. You're the defender. You're there in the fire. You're there in the fire. You're there in the midst of it all. You're there in the fire. 'Cause you say you never leave, and you say you never forsake them. You're in the fire. You're in the fire. To come out on the other side. Victorious, victorious, you'll come out on the other side. Victorious, victorious, 'cause your God is your defender. Covering you, your shield. Oh, God is your defender. Како се појави стравот на земјата? Кога Адам погреши. Што направи кога погреши? Се скри од Господ Бог? Зошто? Затоа што се уплаши од тоа што го стори и од тоа каков ќе биде одговорот на Бог. Стравот секогаш ќе привлекува било каква информација потребна за да го легитимира, оправда неговото постоење. Преку крвта и телото на Исус Христос ние сме избавени од стравот. Во книга Јов, 3 глава, 25 стих гласи: Зашто страшното што се ужасував, тоа ме снајде, од што се плашев, тоа ме сполета. Нема за мене мир, нема спокојство, нема утеха, настапи зло. Може да се заклучи дека Јов бил загрижен, се плашел и неволјата пристигнала. Што направи Господ Бог? Реши да ја тргне грижата од умот на Јов. Јов, молејки се за своите пријатели, ја прекина 9-месечната агонија од стравот. Стравот и верата се духовни сили, комплетно спротивни. И двете се вера, но едната е вера во Бога, а другата е вера во смртта.
Авторитетот над стравот е името Исус Христос. Стравот е спиритуална сила. Тој е всушност стравот од смртта, страв од умирање. Токму за тоа пишува во послание до евреите дека сите луѓе беа врзани од стравот од смртта, Исус Христос ги ослободи вкусувајќи ја смртта за сите луѓе. Така што, ние повеќе нема од што да се плашиме. Ако нешто во животот наиде и ќе предизвика страв, тогаш ние му се спротиставуваме. На што му се спротиставуваме? На се она што Исус го понесе за нас на крстот. Тој ги понесе нашите гревови. На гревовите им се спротиставуваме. Исто тој ги понесе нашите болести, што значи им се спротиставуваме и на болестите. Ја понесе сиромаштијата и се спротиставуваме на сиромаштијата. И го примаме она што тој го прими. Тој доби, прими нов живот. Во тоа се состои размената. Исус отиде во пеколот за ние да не одиме. Тој отиде во пеколот за тој да не покани на небесата. Ги понесе сите наши гревови на крстот за ние да не грешиме и да живееме во праведност, односно да застанеме праведни пред Бога. А како се живее во праведност? Од мигот кога човек духовно ќе се роди наново и го прифати Исус за свој Господ и Спасител, тој станува ново битие. Бидејќи Исус немаше грев и стана грешен заради нас, за ние да станеме праведни во Бога. Така што, ние немаме повеќе работа со гревот, со стравот, со болест, со сиромаштија. Туку на сето тоа му се спротиставуваме. Дури нозете да ни се тресат, ние одбиваме да се плашиме. Стравот е уништувач. Кој е духот на стравот? Ѓаволот, тоа е стравот. Исус рече, крадецот доаѓа да украде, убие и уништи. Целта на ѓаволот е да не натера да се откажеме од животот, благословите, просперитетот, од ближниот, од верата во Бог, да се откажеме од себе си, од борбата за доброто и праведното. А како ќе го направи тоа? Ќе го умртви Божиот збор во нас, како што пишува апостол Матеј, дека ѓаволот ќе дојде да го украде и уништи посеаното семе, посеаниот Божи збор во човечкото срце. А од срцето излегува она што се ставило. А што ставаме ние? Ние одлучуваме. Ние го имаме авторитетот. Како што пишува во Исус Навин, јас и мојот дом ќе му служиме на Господа. Во Повторени закони 30 глава 19 стих пишува: Ви светочам денес со небото и со земјата, живот и смрт ти предложив јас, благослов и проклетство. Избери го животот, за да живееш ти и потомството твое, да го сакаш Господа, твојот Бог, да го слушаш гласот Негов и да се приврзеш кон Него, зашто тоа е твојот живот. Така, ти ќе живееш на земјата за која Господ Бог им се беше заколнал на татковците твои, Аврам, Исак и Јаков, дека ќе им ја даде. Што ќе одбереме? Живот или смрт? Страв или вера? Не можеме да одбереме живот без да одбереме зборови за живот. Исус во Евангелие според Јован рече: Моите зборови се дух и живот. Одбери живот. Божиот збор, Светото писмо, е книга за животот, книга за завет помеѓу Бог и човекот. Бог го избра човекот, му даде живот, а сега е до нас дали ќе избереме живот или смрт. Јас одбирам живот, а ти што ќе одбереш? Hallelujah to the Son. Hallelujah, it is done. Hallelujah to the Son. Hallelujah, it is done.
it is finished. It is done. It is finished. It is done. By the power of your blood. Ние избираме какви зборови ќе користиме. Ние избираме какви мисли ќе размислуваме. Доколку би направиле споредба на мислите со птиците, ние не можеме да ги запреме птиците што летаат над нашата глава, но можеме да ги запреме да не направат гнездо во нашата коса. Затоа треба да ги имаме мислите на Господа. И затоа треба да го обновуваме умот, како што пишува. Немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја воља. Ние сме избавени од стравот. Во Евангелие според апостол Лука пишува: но Исус, штом го чу тоа, одговарајќи му рече: не плаши се, само верувај и ќе биде спасена. Тоа е наредба, а не сугестија. Ова наредба во Божиот збор е изречена 110 пати и 365 пати во различна форма. Може да се заклучи дека тоа е наредба од Бога. Стопирај го стравот. Можеме да имаме живот исполнет со радост, доколку го држиме духот на стравот подалеку од нас, а ако се појави, да се соочиме со него. Со стравот поединецот може да се справи, но тој нема да исчезне. Во прво послание апостол Јован Богослов 4 глава пишува: кој не сака, тој не го познал Бога, оти Бог е љубов. Божјата љубов кон нас се покажува во тоа што Бог го испрати во светот својот единороден син, за да живееме преку него. Во тоа се состои љубовта, што не ние го засакавме Бога, туку Бог нас ме возлюби и го прати синот свој, за да ги очисти гревовите наши. Возлюбени, кога така не засака Бог, тоа и ние сме должни да се сакаме еден со друг. Бога никој никогаш не го видел. Ако се сакаме еден со друг, Бог пребива во нас и љубовта негова е совршена во нас. Дека ние пребиваме во него и он во нас, узнавме по тоа што ни дал од Светиот Дух. И ние видовме и сведочиме дека Отецот го испрати Синот како Спасител на светот. Кој исповеда дека Исус е Син Божи, во него пребива Бог, и тој во Бога. И ние ја познаваме љубовта, која Бог ја има кон нас, и поверувавме во тоа дека е Бог љубов и дека оној кој пребива во љубовта, пребива во Бога, и Бог во него. Дали ја познаваме љубовта? Ако ја познаваме Божјата љубов, ќе има ли простор за сомнеш? Ќе има ли простор за да го поставиме прашањето: Господи, се грижиш ли за мене? Зарем не ти грижа за тоа што ми се случува? Исто како што учениците на Исус му го поставија истото прашање во моментот на бура. Учителе, зарем не ти грижа дека ќе погинеме? Исто и во пустината. Божиот народ не му поверува на Господ, во неговата љубов, и покрај тоа што Мојсе постојано им повторуваше, а тие постојано повторуваа: ќе умреме овде. Во истото послание продолжува со следните стихови: љубовта во нас се усовршува, затоа за да бидеме слободни на судниот ден, бидејќи како што е Он, така сме и ние во овој свет. Во љубовта страв нема, а совршената љубов го вади стравот, бидејќи стравот има мака. Кој се бои, не е совршен во љубовта. Така што, со стравот не се справуваме, туку го напаѓаме. За да исчезне, одбивам да се плашам. Затоа да тргнеме од зборовите на Исус во Евангелие според Јован, 13 глава. Нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг,
Како јас што ве возлюбив, така и вие да се љубите еден со друг. По тоа ќе ве познаат дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе. Во послание на апостол Павле до евреите 2 глава пишува: А гледаме дека Исус Христос, кој беше нешто малку понизен од ангелите, поради претрпената смрт се овенча со слава и чест, та по Божјата благодат да вкуси смрт за сите. Зашто му прилегаше на оној поради кого е се и од кого е се, откако многу синови прослави, преку страдање да го соврши началникот на нивното спасение. Бидејќи оној што осветува и оние што се осветуваат, сите се од еден, и затоа не се срамува да ги нарече браќа велејки. Ќе го возвестам името Твое меѓу браќата мои, насред црква ќе те воспевам. И пак, јас ќе се надевам на него, и одново, ете ме мене и децата мои што ми ги даде Бог. А бидејќи децата се учесници во телото и крвта, тоа и он зеде еднакво учество во тоа, та преку смртта да го победи оној што ја има власта над смртта, односно ѓаволот, и да ги избави оние што од страв пред смртта пред целиот живот беа подложни на робство. Од прочитаното може да се заклучи дека смртта е извор на стравот. Тука започнува стравот од смртта. И тоа е робство. Ако го немаме Исус како спасител, тогаш на вистина имаме од што да се плашиме. А во спротивно, од ништо. Како што доаѓа верата преку слушањето, така доаѓа и стравот, преку слушањето на влагите на ѓаволот. Што слушаме, какви информации примаме, какви зборови восприемаме како вистина, со кого разговараме, од кого учиме. Во второто послание до Коринтијаните пишува: И така, секогаш сме спокојни, зашто знаеме дека додека живееме во телото, ние се оддалечуваме од Господа. Бидејќи според верата живееме, а не според гледањето. Но не се плашиме и сакаме што поскоро да го напуштиме телото и да се прибереме при Господа. Па затоа и усредно се грижиме да му бидеме угодни, било кога живееме во телото, било кога го напуштаме. Затоа што сите ние треба да се јавиме пред Христовиот суд, та секој да прими што заслужил, според она што го извршил во телото свое, било добро или зло. А во послание до Римјаните пишува: Но што вели писмото? Блиску до тебе е словото, во твојата уста и во твоето срце, односно словото на верата што го проповедаме. Оти, ако со устата го исповедаш Господа Исуса и со срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Бидејќи со срцето се верува за оправдание, а со устата се исповеда за спасение. Почитуван слушателу, имам прашање за тебе. Доколку твоето срце престане да чука во следните неколку минути, дали си помирен со Бога? Дали знаеш каде ќе ја поминеш вечноста? Ако не знаеш, би сакала да се помолам заедно со тебе. Не сум тука за да осудам никого. Тука сум да ти помогнам да го пронајдеш новиот почеток. Знам дека ова доаѓа само од личниот однос Исус Христос. Ако не си во мир со Господ, или си застрнел од патот, или ти треба нов свеж почеток, ќе те замолам да станеш таме каде што си и ќе се помолиме заедно. Не можам да помислам на подобар момент за победа од овој. Бог не ти е лут и гневен. Твоите гребови веќе се опростени. Се што треба да направиш е да го прифатиш подарокот од Исус Христос, спасението. Ќе го направиш ли тоа денес? Непријателот во мислите ќе ти рече: направи го тоа подоцна, утре, следната недела. А Библијата вели: денес е денот за спасение. Не го слушаш ова по случајност.
Исус вели: ако не се срамиш од мене пред луѓето, јас нема да се срамам од тебе пред мојот татко на небото. Ако ти треба свеж почеток, застани и ќе се помолиме. Знам дека е потребна храброст да се застане, но во моментов ангелите се радуваат за тебе. Би сакала да ти ја дадам можноста да го признаеш Исус Христос за свој Господар. Ќе се помолиш ли? Само повтори. Мил Господе, јас сум грешник. Сгрешив против Тебе и многу ми е жал. Верувам дека крвта на Исус ги чисти сите мои гревови и дека Ти повеќе не ги помниш. И сега кога сум чист, чиста, Те барам, Господе Исусе, дојди и живеј во мене. Биди мој Спасител, Ти си мој Господар. Јас сакам да го доживеам моето лично искуство со Тебе. Амин. Секое добро почитување. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Георгиевска-Костадинова. Елиезер.